Добро вечер, почитувани љубители на ликовната уметност, драги битолчани, драги роднини на излагачите на оваа изложба, на групата ВДИСТ, и ви благодарам за вашето присуство на овој свечен чин по повод одбележувањето 70 години од формирањето на една значајна македонска ликовна група ВДИСТ, која го одбележа македонското современо сликарство и која даде насоки за подоцнежните генерации сликари да учат од нив и да го унапредуваат македонското сликарство. На почетокот беше знакот кој што го гледате тука, изработен од мојот покоен дедо, исто така голем уметник Ранко Струмениковски. Тоа беше почетната идеја, бидејќи идеите летаат како пеперутки во воздухот и кој што ќе ги фати, негова е идејата, иначе тие постојат секаде во атмосферата. И заедно со господинот Владо Ѓоревски, по неколку месечно активно работење, собирање на делата, дојдовме до овој момент, до оваа експозиција, да ги собереме 70-тина врвни дела кои што добар дел од нив се и за прв пат изложени. Значајни се 70 години од формирањето на ова сликарска група, која што даде печат не само во македонското сликарство, туку и во рамките на поранешната заедница Југославија. Во оваа прилика ќе ја поканам ќерката на Ранко Струмениковски да даде доктор Тања Струмениковска Ристевска да се обрати кон вас со едно нејзино видување на инспирирана од оваа изложба. Повели, Тања. Добре дојдовте во 1955 година во Битола, Македонија, Европа, Југославија и Европа. 1955 година. Време на либерализација во сите сфери на животот и во сите уметности. Слобода на експресијата на внатрешните пориви на уметниците. Битола и Македонија го добиваат ВДИСТ. Видимче, Димовски, Ивановски, Спировски, Трајковски. Битолските уметници школувани во Белград и Скопје. Сликари кои се вмрежија, се поддржаа, се обединија и покрај индивидуалните специфични концепции, сензибилитети, тенденции и естетики. Петмината од ВДИСТ, уште од старт, се наметна како корифеј на ликовниот живот во ликовната традиција во Македонија. Тие, како успешни следбеници на современото творештво, ја донесоа Европа дома. А пак нивните дела како трајни вредности Европа ги акцептира преку своите заеднички изложби во Загреб. Во Загреб на улица Илица, таа е главната улица во Загреб. Белград, Скопје, Ферара, Лондон, Братворско, Ловенградец, Париз. При поставувањето на оваа повеќе слојна изложба, грандиозна по обем и значење, бев инспирирана од женските портрети и фигури кај петмината автори. Жената. Сите автори имат, тука е жената на Димовски, фигурите на жени, жената госпоја. Значи, жената е представена како најреферирана форма во природата. Елегантна и со достоинствен изглед како да е креација на Уберт де Живанши. Жените се представени во различни животни доба, како и кај Жак Превер. Од пупка до свенат свет, чекајќи го победникот.
Тие се како бабите жени на Блаже Конески, жената Лавица на Тодоровски Гане. Тие дишат со нас и раскажуваат за богатото миното на градот на клавирите и конзулите, пајтоните и серенадите, боемите и уметниците. Будат реминисценции за градот на Филип, Хераклеја, Вија Игнација и еленкистите. Говорат за градот на модата, градот на вечната божествена убавина Пелистер, која вградил гордоста, умешноста, лиричноста и верноста во убавината, генезата на уметничкиот код, нашите петмина влюбеници на убавата страна на светот, свет во кој царуваат жените, како вечна инспирација од Далила до Јулија Примицова, од Беатриче и Лаура до Дениција. Добре се најдовме во 2025 година на 70 годишнината на ВДИСТ. Нашиот многу почитуван уметник Гоце Божурски. Ние сме генерација 58 и мислам дека вака сите си го... Тројцата, да, 58. Повели Гоце. Благодарам. Почитувани, за да го сватиме времето во кое се појавува групата ВДИСТ, несомнено треба да ја имаме предвид состојбата во Македонија во првата половина на 20-тиот век, а тоа допира до крајот на турското владење и времето на кралството на србите, хрватите, словенците. Ова го одбележувам за да подсетам дека нашата земја во тоа време беше сосема неразвиена, со аграрно и неписмено население, и тоа дури 80%. Ова го кажувам за да ви доловам впечаток во какви услови се родили и живееле Видимче, Димовски, Ивановски, Спировски и Тројковски. И да си замислите какво им било детството и младост. Но таквиот неповолен тренд на заостаната средина забрзано се менува по завршување на Втората светска војна и информираото вие сите добро го знаете, барем од постарата генерација, бидејќи учев. И издвојувањето на целосна слобода во рамките на тогашната Југославија. Тоа е ренесансен период за Македонија, кога настапува вистинска емансипација и скоро вертикален растеж на сите полиња. Експресно забрзани процеси на образование и на населението, аграрни реформи, подобрување на состојбата на селското население, индустриализација, изградба на фабрички гигантски капацитети од највисок европски ранг, изградба на брадни, хидроцентрали, патишта, а сето тоа е направено за 10 на 15 години. Основани се национални институции, факултети, музеи, уметнички галерии, театри и слично. А сега, како самостојна држава, повеќе од 30 на години, ако работите се одвиваа со вакво темпо, веројатно би се занимавале со квантна физика, би освојувале Вселената, би биле во деловно партнерство со Илон Маск, ама еве сме кај сме. Тогашните изменети општествено-политички и социјални прилики од корен го променија животот, се проширија видиците, се наметнаа нови желби и потреби на колективитетот и на поединецот. Освен поттиците за образование, унапредување и усовршување, развојот на културата и уметноста имаше превасходно значење во напорите за здрава, сестрано осознаена и развиена личност. Паралелно со создавањето услови за самите професионални творци, општеството настојуваше не само уметноста да се доближи до работничката класа, туку и самите работници аматерски да се занимаваат со творештво. Во секоја поголема фабрика и предпријатие постоја клубови и секција за негување на фолклор, ликовна театарска дејност, постоја и спортски, работнички, фудбалски, ракометни клубови, градинки, здравствени, стоматолошки ординации, непосредно до производствените хали. Ево такви поволни, мощни, квалитетни прилики се појавија и се формираат членовите на ВДИСТ. Основањето на групата влече корени и се надоврзува на претходно појавеното друштво пријатели на уметноста Ефимија 1928-29 година, а особено на групата денес која
само 2 години пред тоа се формира, ама они делува во Скопје главно. Набргу отпочнаа да делуваат и уште неколку друштва во вид на ликовни колонии. Прилепската тука е близко 1957, Струмичката 64-та, Ресенската керамичка 73-та, Кумановската Прохор Пчински 74-та и така натаму. Сите всушност имаа иста цел, но ВДИСТ беше посебна. Членовите кои се сочинуваа, Видимче, Димовски, Ивановски, Спировски и Траиковски, знаеа дека од 50-тите години навамо, по Конгресот на Сојузот на ликовните уметници на Југославија, запамтен по говорите и одлуките за слобода во творештвото, уметноста без сугестии и било какви политички притисоци, самата ќе си го трасира својот пат, но истовремено беа свесни дека новите стилски погледи и сваќања се уште не можат да бидат разбрани и прифатени во националната, а пред се во локалната средина. Токму затоа, нивното појавување има улога да ги оправда сопствените ликовни сваќања, а припаѓањето кон нови естетски изрази да ги наметне на пошироката културна и граѓанска јавност. Како вредност, да влијае на менување на свеста за коренитите промени кои следат. Сепак знаеме дека нашата современа ликовна уметност, преку Мартиновски, Личеновски, Пандилов, Владимирски и другите, може да се рече страмежливо започнува во 20-тите, 30-тите години. Се извинувам. И во овој 20 годишен меѓупериод не може да стане збор за целосно прифаќање, затоа што граѓанскиот вкус доминираа религиозни тематски концепти, иконописното и фреско сликарство. Затоа ВДИСТ имаше визионерска мисија во осознавањето и преобликувањето, а нивната улога за нашата средина има и едукативен карактер во менување на гледиштата кон уметноста. Тие си поставија задача преку современ ликовен израз, актуелен во југословенскиот и европскиот креативен контекст, да создаваат уметност која ќе има и автохтони белези и истовремено да го држи чекорот со најновите текови, респектирајќи ги доминантните тенденции блиски на академскиот реализам, во кои го оформуваа своето формално ликовно образование. Членовите беа отворени и ги преферираа рефлексиите на експресионизмот, абстрактните тенденции, енформелот и сличните појави и градеа собствени стилски ориентации. Почитувани, денес е многу лесно да се биде во тренд, да се биде во склад со актуелните текови. Со еден клик, се што се случува ни е на дланка. Светот си доаѓа кај нас, а и ние можеме да се приклучиме на светот. Но пред 70 години, настојувањето да се направи приклучак со светот, имајќи ги предвид состојбите и условите, е вистински подвиг. Тоа не е само чекор од 1000 милји, бидејќи од денешен аспект, тоа изгледа како космичко зачекорување. Во таа смисла, улогата на ВДИСТ е од огромно значење во вкупните настојувања за пробивите на уметничките и културните достигувања во национални рамки и компатибилноста во интернационални размери. За да сватиме колку е важна, колку е голема појавата на ВДИСТ на времето, е исто како сега да се појави некој поединец или група, која по некоја случајност почнува да создава уметност, каква што моментално се случува во некои паралелни вонземски светови, за кои ние ништо не знаеме. Ете толкаво значење има ВДИСТ во периодот на своето делување. Нивната интелектуалност, креативност и огромна творечка димензионираност е за целосен респект и јас им изразувам почит и им се поклонувам. Искрени честитки и благодарност до господинот Гоце Божурски. А сега штафетната палка предаваме на господинот Ѓорески Владо. Не се тоа 70 години од формирањето на групата ВДИСТ, туку тоа е надминување на времето воопшто. Еднаш спомнав за ревизијата во македонската уметност. Уметноста не го познава поимот време, бидејќи таа живее во сите времења.
Групата Вдист вечерва живее како што живеела цело време. И втората ситуација која е од исклучително значење, тоа е поимот на ремек дело кое потполно би го отворил како консумеристичко, туку суштинските слики кои ги носи архетипот на овој народ. Групата Вдист почнува најпрво со една исклучително идеалистичка мотивација и животна определба. Нивниот идеализам се состои во приоѓање кон луѓето најискрено, најотворено, најнематеријалистички. Своите дела им ги подаруваат, им ги поклонуваат на пријателите, на блиските, на непознатите, и во тоа подарување постои само едно – љубов. Тие се антипод на денешното време. Втората нивна ситуација е излегување од секаква институционална, бирократска и сувопарна и оттуѓена состојба и директно инволвирање меѓу народот, нешто што денес апсолутно не постои. Првата нивна изложба е во фабрика, следната нивна изложба е на плоштадот на Македонија на 11. октомври, кога ова држава на вистински начин ја слави својата државност. Повторно антипод на денешното време, кога државноста не знаеме никога ние. Следниот поим на така нареченото ремек дело, односно на суштината на сликата. Прво треба да се отфрли компаративистиката. Тоа неколку пати ќе повторувам и до бескрај ако треба. Немаме ние компарација втора, трета во однос на сликарството. Тоа се изворни слики на овдешниот народ. Низ овие слики провејува копнежот, провејува излегувањето од времето, провејува бескрајот, провејува безсмртноста на еден народ. Овие дела кои сега ги откриваме, кои не се и покажани низ јавноста, се опомена, не лоша, опомена за враќање на љубовта. Овие дела зборуваат на еден поинаков начин. Тие немаат споредба во ликовен аспект, тие имаат споредба врз човечки аспект. А нашата одисеја врз овие 70 години, нашата реконструкција на вистинскиот живот траеше долго време и откривме дека најголем дел од овие бескрајни, безсмртни, важни слики се чуваат по избите, се чуваат во домовите на нивните најблиски, најчесто низ солзи, најчесто низ болка, бидејќи овој народ ја изгуби својата конекција со историјата, ја изгуби својата конекција со суштината на постоењето и почна да се забавува со естради, почна да се забавува по молови, почна да се забавува по некакви измислени идеали, а своите генези ги скри по виспите. Ова е последна опомена. Дали ќе ги откриеме нашите вистински слики, дали ќе го работиме нашиот идентитет целосно, дали нашиот идеализам ќе го извадеме на површина како што треба да го извадеме, бидејќи овој народ е пред се идеалистички народ, и дали безсмртноста на суштината на сликата ќе ја носиме како порака кон идните генерации кои чекаат на нас да им предадеме нешто за што ние сме овде. Тоа се слики кои не доаѓаат од школи, кои не доаѓаат од ликовни правци. Тоа се слики кои лебдат во универзумот, а овие луѓе се луѓе со отворена душа кои ги дофаќаат тие слики и ни ги даруваат. Ова е дел од космичкиот бескрај на овој народ. Благодарам на драги, повелете.
Владо ми се заблагодари мене, јас му се заблагодарувам нему од сите вас, од ваше име. И пред да ја прогласам изложбата, ова голема изложба за отворена, ќе им се заблагодарам и на семејствата. Сега таксативно само ќе ги прочитам за да бидиме пооперативни, порационални. Ќе ги прочитам семејствата и поединците кои што придонесоа ова изложба, ова убавина да биде на достап на пошироката јавност. Еве почнувам од буквата А. Анета и Златко Темелковски, Билјана и Љупчо Ивановски, семејството Главинче, семејството Видимче, Билјана Стаматова, ќерката на Пепо Спировски, доктор Кирил Јовановски, кој што ни е редовен соработник и голем колекционер и кој ги разбира и уметноста, меѓутоа и е редовно во наша комуникација. Потоа фамилијата Крстевски, СОУ, односно Средното општинско училиште Таки Даскалот, Цветанка Шундовска, мојот зет, уметникот Ник Аникис Ристевски Скушек, кој го снима село ова, потоа поединечно Никола Главинче и Теодора Теа Ристевска Скушек. И секако бутикот Ермитаж. Ви благодарам, ја прогласувам изложбата за отворена.